И јас би сакал на самиот почеток да ве повикам да отворите заедно со мене во втората книга на царевите. Значи, во Стариот Завет постојат две книги на царевите. Првата и втората книга на царевите. На почетокот на втората книга на царевите првата глава ќе се запознаеме со оној настан со кој што го споредивме екуменското движење, односно сеереста на екуменското движење и Светскиот сојуз на црквите. Значи, ова ќе биде контроверза трети дел, но би сакал да напоменам дека на крајот од вториот дел, значи претходната сабота, поставив едно прашање и за вас, и за нашите слушатели, и за нашите гледачи, ви велам дека тоа прашање ќе биде одговорено, ако даде Господ живот и здравие, следната година, поточно во сабота наутро на 7. јануари. Значи, сабота наутро на 7. јануари ќе биде одговорено тоа прашање. А кое е прашањето? Погледнете ја претходната проповед на оваа тема, погледнете ги и сите, значи, две од мијатата и предмијатата сабота, првите два дела на контроверза. А сега ќе се запознаеме со еден старозаветен случај, кој што беше подлога на сето оно што го зборував во врска со Обединетите нации и екуменското движење. И за таа цел ќе започнеме да читаме во првата глава, значи на почетокот на втората книга за царевите. Ќе се запознаеме со еден интересен настан, кој што е историски и кој што гласи вака. По смртта на Ахав, знаете кој бил Ахав, израелскиот цар, чија што жена, паганска жена, направила дармар во израелскиот народ. По смртта на овој цар, Моав се побуни против Израел. Не вели првиот стих. Вториот стих па вели, а Охозија, значи тоа бил израелскиот цар, падна низ прозорецот на горната соба од својот дворец во Самарија и тешко се повреди. Па испрати гласници и им рече. Значи, царот Охозија, израелски цар, доживеа една ваква несреќа, од која што извештајот вели дека тешко се повредил, и сега што тој прави? Испратил гласници и им рече, оде, прашајте го Велзевул. Его Велзевул. И јас би сакал да остатокот од неговиот назив, значи неговата титула, ја кажам како што е во оригинал и како што е во англискиот превод и како што е во српскиот превод на Ѓуро Даничич. Значи, не акаронското божество, не акаронскиот бог, туку гадот акаронски е. И што сакал израелскиот цар да го праша Велзевула? Ке оздравам ли јас од оваа повреда? Ова било прашањето кое што барало одговор. Еден израелски цар го прашува Велзевула, ке оздравам ли јас од оваа повреда? Што мислите вие? Дали Божјата црква оди кај Велзевула да го праша
Што сме ние? Црква или секта? Дали Божјата црква така постапува? Прашањето е, дали Божјата црква, дали Христовата црква оди кај Велзевула да праша кој е незиниот идентитет? Дали е тоа црква или секта? Зошто ја поставувам, значи, оваа паралела? Погледнете првата проповед на тема контроверза. Но, да се вратиме ние на овој текст. Зошто израелскиот цар го прашува Велзевула дали ќе оздрави од оваа повреда? Како може израелски цар, значи цар на Божиот народ, да оди и да поставува прашање, да го прашува непријателот Божи и непријателот на Божиот народ, дали он ќе оздрави од оваа повреда. И сега внимавајте што се случува. Третиот стих вели, тогаш ангел Господов му кажа на Илија, тесвикјанецот или тесвитецот, или овој превод вели тишбеецот. Стани, пресретни ги пратениците на самаријанскиот цар, бидејќи Самарија било седиштето на Северното царство Израел, и кажи им, сега видите како Бог интервенира на вакво нешто. Сега, кога материјалот за подобра саботна школа ни понуди екуменизам пред 2 саботи, јас реагирав со овие проповеди. Значи 2 проповеди и сега ова е третиот дел. Во овој случај, може би, илјадници верници широм светот реагираат и реагирале. Од катедра, сега зборуваме официјално. Но, во случајот кога израелскиот цар го направил тоа што го направил овдека, самиот Господ реагирал. Зошто? Значи, која била пораката што ангелот Господов му ја предава сега на пророкот Илија, за да тој им ја каже на гласниците, на пратениците на овој израелски цар. Кажи им, зарем во Израел нема Бог? Та сте тргнале да го прашате Велзевул, гадот акаронски? Затоа вака вели Господ, од постелата на која си легнал, нема да станеш, туку ќе умреш. И отиде Илија, отиде да ја однесе оваа порака. Се вратија гласниците кај Охозија, кај царот. И тој ги праша, зошто се вративте? Очигледно било многу кратко времето, откако тој ги испратил да отидат во Акарон, па до времето кога тие повторно се враќаат кај него. И тие му одговорија, не пресретна еден човек и ни рече, одете вратете се кај царот кој ви испратил и кажете му, вака вели Господ, зарем во Израел нема Бог, та испраќаш да го прашаш Велзевул, гадот акаронски. Затоа од постелата на која си легнал нема да станеш, туку ќе умреш. Како реагира сега израелскиот цар на една ваква порака? Тој сакал да добие мислење од Велзевул, но наместо од него многу поскоро добива одговор од израелскиот Бог. Тој ги праша, каков беше на изглед оној човек што ве пресретна и ви ги кажа тие зборови? Сега, не е битна пораката што дошла од Божиот престол, туку каков бил човекот, кој бил тој, кој што ви го кажал. Па, ако случајно овој човек ми е пријател на Facebook, да го блокира.
да се изразиме со речник на 21. век. Слушаш, това е нешто што јас, брат Борче и брат Дејан го доживеавме овие денови, но повеќе за тоа следната година, на 7. јануари наутро, кој ќе го одговараме она прашање од минатата сабота. Тие му одговорија, тој човек целиот беше со влакна и беше опашан преку половината со кожен појас. И што рече царот? Тоа е Илија. Те светецот го препознал. И сега, јас спомнав Фейсбук, меѓутоа, видите како во тоа време се решавале проблеми внатре во Божиот народ. Тогаш испрати царот кај него 50-ник со неговите 50 војници. Испраќа одред од 50 војници кај пророкот Илија. Зошто? Со каква намера испраќа војници кај пророкот? Царот едноставно збеснал. Царот не сака да размислува и едноставно сака да го погуби Илија. Меѓутоа, за да погубите еден човек, дали ќе спратите 50 војници? Мене ова ми изгледа или е човекот премногу бесен, со голема омраза, или сака да се осигура дека пророкот ќе биде убиен. Веројатно, второто е во прашање. Зошто? Затоа што наследните што потоа се случиле, го оправдале стравот на овој безбожен цар Охозија. И тој се искачи кај него, кога Илија седеше на врвот од гората и му рече, значи сега 50-никот, човеку Божiji, царот нареди да слезеш. Овде гледаме дека Илија е признат од страна на оваа чета на царот Охозија како Божи човек. Меѓутоа, тоа е зошто кажано така. Тоа е кажано така затоа што сакаат да го намамат Илија да слезе, па да го убијат. Со други зборови, тие му се обраќаат со човеку Божи од лицемерни побуди. Гледаме дека ова нешто е малку слично, малку повеќе, со извештаите што ги читаме во Евангелијата во врска со Христовиот живот. Што читаме во Евангелијата во врска со Христовиот живот? Мнозина му се обраќале со учителе добри, знаеме дека се испратени од Бога, рави, што значи учителе и така натаму. Меѓутоа, сето тоа го кажувале со цел да постават некое прашање преку кое сакале да го уловат или да го намамат на нешто за што потоа ќе го обвинат. И кога ја донале жената прелюбница, учителе, кажи ни ти, Мојсей тоа кажа, кажи ни сега ти, што треба да правиме. Така сега се обраќаат кон пророкот Илија. Човеку Божи, царот нареди да слезеш. Меѓутоа, пророкот Илија не е наивен. Затоа што, ако го имате Светиот Дух, нема да бидете наивни никогаш. Одговори Илија му рече на 50-никот, ако сум јас човек Божи, нека падне оган од небото и нека те изгори и тебе и твоите 50 војници. Замислите какви зборови. И падне оган од небото и го изгори него и неговите 50 мина.
И сега ова ќе се случи уште два пати. Поточно, уште два пати царот ќе испрати одред од 50 луѓе. И вели 11 стих, царот испрати друг 50-ник со неговите 50 мина војници, и тој му проговори и рече, човеку Божи, вака вели царот, слези поскоро. Илија му одговори и му рече, ако сум јас човек Божи, нека падне оган од небото и нека те изгори тебе и твоите 50 мина. И повторно падна оган Божи од небото и го изгоре него и неговите 50 мина војници. 13 стих вели, царот испрати по трет пат 50-ник со неговите 50 мина војници. Третиот 50-ник стана, та дојде и падна на коленици пред Илија, го молеше и му зборуваше, човеку Божи, да не биде презрена душата моја и душата на твоите слуги, овие 50 мина пред твоите очи. Ете падна оган од небото и ги изгора 20 предходни 50-ници со нивните 50 мина војници. Но сега да не биде презрена душата моја пред твоите очи. Значи сега третиот 50-ник моли да биде поштеден неговиот живот и животот на неговите војници. Зошто? Бидејќи знае што се случило со неговите двајца предходници. И сега се поставува тука едно прашање. Кој е тоа прашање? Кога одговаравме на прашањето што ја одликува Христовата црква, наспроти одликите на нешто што се нарекува секта, го споменавме принципот што се наоѓа во Евангелието според Лука, 9 глава, па за момент да го отвориме текстот во Евангелието по Лука, 9 глава, ние го читавме 50-тиот стих, каде што Исус му рече, значи кога Јован проговори во 49-тиот и рече, учителе, видевме еден човек кој во Твое име истерува демони, па му забранивме бидејќи не оди со нас. Исус му рече, не забранувајте му, зашто кој не е против вас, тој е со вас. Но сега малку подолу што се случува во истиот овој извештај, во истата оваа глава? А кога се навршуваат деновите на неговото воздигнување, тој одлучи да тргне на пат за Ерусалим и испрати пред себе гласници. Тие отидоа и влегоа во едно самаријанско село. Самарија. Значи тоа што пред многу векови било седиште на овој израелски цар Охозија. Значи сега Исус испраќа своји гласници во едно самаријанско село да подготват пренокиште за него. Но не го примија. Во тоа самаријанско село не го примија Исуса. Зашто имаше изглед на патник што оди во Ерусалим. Со други зборови, ти не си наш. Самаријаните постапиле секташки. Ти не си наш. Ти одиш во Ерусалим, че ти не си со нас. И го блокираа на Фейсбук. Многу смешно ми паѓа мене, лично. А верувам и на Борче на Дејан, многу смешно ми паѓа. Многу смешно ни паѓа зашто Адвентичката црква Влај не блокираше на Фейсбук нас тројцата само затоа што го поддржавме председателот на Генералната конференција. Се поставува прашање од кога црквата во Влај не и се допаѓа некој да го поддржува председателот на Генералната конференција и принципите на Генералната конференција. Но тоа е смешно. Бидејќи ние читавме дека
И покрај тоа што председателот на Генералната конференција се залага за големи реформи, се залага за исполнување на условите за позниот дожд, постојат мнозина кои што и таму му прават сопки. И му прават инциденти, за кои што читавме и минатата сабота, извештата од Австралија. Но тоа е тоа. Внатре во Божиот народ, во Божијата црква, постојат проблеми, како што било во времето на Исус, како што било во времето на пророкот Илија. Се извинувам што не давам збор за време на тема, на проповед. Но овдека во случајот со селото Самаријанско, учениците сега, кога го видеа тоа, дека Исус е одбиено му е пренокиште во тоа место, затоа што личеше на евреин, значи и беше евреин, човек што оди во Ерусалим, таму, во Јудеја, во Јужното царство. Кога го видеа сега тоа учениците негови Јаков и Јован рекоа: Господи, сакаш ли да кажеме да падне оган од небото и да ги истреби, значи овие самарјаниве, како што направи и Илија? Сега се повикуваат Христовите ученици, сега се повикуваат на она што се случува во времето на пророкот Илија, се повикуваат на настанот што го читавме во втората книга Цареви, 1 глава. Но како реагира сега Господ? Забележите, ова е многу битно. Христос се сврте кон нив и ги укори, но што им рече? Не знаете од каков дух сте вие, зашто Синот човечки дојде не да погубува човечки души, туку да ги спаси. Со други зборови, кога овде двајцата негови ученици Јаков и Јован предлагаат да повикаат оган од небото и да ги истреби самарјаниве, од каков дух, од какви побуди го дадоа тој предлог? Тој предлог го дадоа од грешни побуди, значи мотивирани од омраза и желба за одмазда, да им се докаже на овие селани во Самарија кој сме ние и кој си ти. Од таков дух учениците побарале да падне оган од небото и да ги истреби самарјаните. Меѓутоа, дали пророкот Илија бил мотивиран со одмазда, со омраза, или со бил каков личен интерес во случајот на царот Охозија? Да се вратиме на втора книга Царевите, 1 глава. Стигнешме до 15 стих, така? Значи, кога третиот 50-ник го моли Илија да бидат поштедени животите и неговиот и животите на неговите 50 војници, третиот одред, Петнадесетиот стих вели: тогаш му рече ангелот Господов на Илија. Значи, дали Илија од некој свој каприц велел нека падне оган од небото, нека те изгори тебе и твоите 50 војници? Не. Дури 15-тиот стих не открива дека тоа не го правел Илија, туку Илија се што правел и се што зборувал било што? Господова наредба преку овој ангел. Што му вели ангелот сега на Илија, после молбата на третиот 50-ник. Оди со него и не плаши се од него. Дори сега ангелот му вели на Илија: слези. И тој стана та отиде со него кај царот. И му рече: вака вели Господ, поради тоа што испати гласци да го прашаат Велзевул, гадот акарански, како да немаше во Израел Бог да го прашаш за словото негово,
ти нема да станеш од леглото на кое си легнал, туку ќе умреш. И тој умре, вели 17 стих, предпоследниот од оваа глава, и тој умре според словото Господова, што го изрече Илија, и на негово место стана цар Јорам, во втората година на Јорам, синот на Јосафат, царот јудејски, бидејќи оној, Охозија, немаше син. Понатаму се вели другото за Охозија, оно што го извршил тој, е опишено во летописите на израелските царе. Значи, на место на Охозија се зацарил син на јудејски цар, синот на царот Јосафат, и на тој начин Израелското царство, Северното царство, суштински уште тогаш пропаднало, иако се уште не пропаднало физички со асирското робство, кое што следеше подоцна, затоа што овој негов цар, Охозија, направи страшен греф во Израел. Наместо да го прашува израелскиот Бог, макар и за ситници, од неговиот приватен живот, тој сакал да се советува со лично непријателот Божи, лично сатаната, Велзевул, гадот Акаронски, и оно што Илија го направил со неговите чети, не го направил Илија, туку го направил Господ, затоа што била повредена Господовата чест. Пророкот Илија не бил мотивиран од лична омраза, одмазда или суета, туку ревнувал за Божијата чест, Господовото име и Господовата чест. Но учениците Христови, кога тие посакале да падне оган и да ги изгори самарјаните, зошто тие тоа го сакале? Затоа што тие тогаш биле побудени од лична омраза, суета и желба за одмазда над овие селани. Која е разликата? Во едниот случај Господ навистина уништува стотина и повеќе души, во вториот случај Господ ги укорува своите ученици и им вели: не знаете со каков дух сте, штом барате такво нешто. Бидејќи јас не дојдов да погубам, да уништам, туку да спасам човечки души. Огромна е разликата. И сега јас ги поставам на прашањето. Иако формално изгледа како да е исто. Господ праќа оган, ги уништува четите на израелскиот цар. Значи, повторно на израелци, луѓе од Божиот народ. Не на некој пагански народ, некои пагански војски, кај што и тоа го правил Господ на многу места во историјата на Стариот Завет. Но во Христовиот случај, Господ е тој кој што го укорува таквиот дух, таквиот предлог, таквата желба. И сега што имате на површина? Формално изгледа како да е исто, а всушност е сосема различна ситуацијата. Во првиот случај, во времето на Илија, пророкот ревнува за Божијата чест, во вториот случај учениците го кажуваат тоа од суета, од повредена суета, од лична омраза или желба за одмазда. Ова е случајот кој што беше подлога на сето оно што го зборувавме во претходните две саботи во врска со екуменското движење, во врска со обединувањето на народите, Обединетите нации на новиот светски поредок и во врска со обединувањето на Божиот народ. Од друга страна, бидејќи едните се обединуваат со едноумието на новиот светски поредок, како да му ја дадат целата власт над зверот, повторно на овој Велзевул, а остатокот
е тој кој што се обединува во Христовиот ум, во едно друго едномислие, за да се спротивстави на Веелзевула, да се спротивстави на зверот, да се спротивстави на неговиот лик и на неговиот жик. Бидејќи тоа ќе биде борбата помеѓу Божиот народ и Божиот непријател во последното време. И гледаме дека таа борба го зафаќа денес Божиот народ. Таа борба ја зафаќа неговата црква. И по однос на тие прашања постојат поделби секаде. Секаде, затоа што непријателот сака, ако е можно да ги заведе и избраните. Не знам дали знаете, меѓутоа православната црква е поделена на два дела по однос на екуменизмот. Едни се за, едни се против. Гледаме дека, споменав предходно, во Адвентичката црква постојат такви сили. Фала на Бога, што сегашниот претседател сака да оди по Божиот пат. И тоа го имаше најавено уште на неговата инаугурација минатата година во Атланта. Дори го спомна и Минеаполис. Пораката на Џон Си Вагонер, кој што ден денес се уште не се прифаќа, и тоа со голема омраза се отфрла од страна на мнозина теолози и проповедници, како што сме сведоци во дискусиите и на интернет. Меѓутоа, ништо се тоа не треба да не чуди, бидејќи сето тоа било проречено, сето тоа е најавено и денеска живееме во ова последно време, кога секој христијанин, секој верник ќе донесе одлука за себе, на која страна ќе застане. Дали на страната на Веелзевул, гадот Акаронски, тој ден денес е жив. И ден денес е жив, и ден денес постои, и ден денес ровари. Може би не е таму во Акарон, во денешен Израел, едно место, во близина на Средоземното море, туку може би во Њујорк, во Брисел, или кај нас овде во Скопје. Од една страна е тој, или пак ќе застанеме на страната на Израеловиот Бог, или светецот Израелов, како што е наречен во Стариот Завет, или на страната на Исуса Христа, јагнето, како што е наречен во Новиот Завет, и на страната на оние кои што ги држат Божите заповеди и го имаат духот на пророштвото, односно сведоштвото Исусово. Нека му е фала и слава вечно. Амин.